Добар ден, почитувани, ова е Телма амбуланта. Следите уште едно издание, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Забните импланти се едно од решенијата кај оние што имаат проблем со губиток на заби. Тоа се мали штрафчиња што се поставуваат на местото каде што недостасува заб и на нив се прицврстува забната круна. Нивната задача е да го заменат коренот на забот. Ако сте кандидат за ваква интервенција, денеска ќе ви ги предочиме предностите и можните недостатоци на забните импланти, за да не се загубите во морето од информации. Гостинка ни е доктор Александра Матева, орален хирург во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува по рекламите, а ќе можете да се вклучите и вие со ваши прашања во програма. Многу луѓе се плашат од стоматолошки интервенции, а кога ќе најдат на непроверени информации, стравовите и дилемите се продлабочуваат. Има бројни митови, односно заблуди поврзани со забните импланти, па денеска ќе ги разрешиме и ќе го поставиме прашањето дали забните импланти може да бидат трајна замена за загубениот заб. Ќе запрашаме доктор Александра Матева, специјалист по Орална хирургија, хирургија на заби всушност. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Прво, благодарам многу на поканата, чест ми е да гостувам во оваа емисија и често ја следиме, има добра информативна содржина, односно имаме можност да им кажеме на пациентите некои, како што кажавте, митови или некои заблуди за медицинските теми. Така, и да се разјаснат, бидејќи создаваат понекогаш и стравови. Нормално, незнењето создава погрешните информации, доведуваат до бројни дилеми. Еве ќе започнеме од најчестата дилема. Што е подобро, забни импланти или пак мостови? Да, навистина тоа е една од најинтересните дилеми. Кај пациентите постои забуна зошто импланти место мостови. Во минатото, додека имплантологијата нема земено оваков замав, мостовите биле фаворизирани. Ме разбирате, тоа бил единствен план на терапија, кога пациент ќе нема заби, што друго. Мостовите биле како идеално решение. Како имплантологијата расте, се развива, сите компликации кои што можеби во минатото постоеле, сега се сведени на минимум. Дилемата помеѓу мостови и импланти веќе не треба да постои. Ќе го кажам најголемиот недостаток што го има кај мостовите. Мостовата конструкција, протезска конструкција, која што всушност премостува некое празно место, односно изгубениот заб. За да се изработи еден мост, потребно е да се истругаат најмалку 2 здрави заба. Кога, ќе кажа, во минатото немало друг избор, пациентите добро го прифаќале тоа и генерално биле задоволни. Сега како имплантологијата стапува на сцена, имплантологијата нуди, доколку имаме загуба на еден заб, да се вгради имплант и над него да се вгради коронка или она што го гледаме во уста, забната супстанца и воопшто да не се допираат соседните заби. Значи, задачата е на забниот имплант е да ја замени улогата на коренот на забот, тоа се всушност стравчиња, кои што се ставаат на местото на загубениот заб и потоа врз него има коронка, круна, навлака, како е, има повеќе, нели... Сега, не, сакав да кажам, да, исто како што ви објаснивте, така и ние на пациентите им објаснуваме. Имплантот всушност е коренот на забот и горниот дел е надокнадата протезка. Каде пациент, колку импланти може да бидат ставени? Вака, кога се работи за бројка, малку е интересно тоа, немаме некоја си, односно бројката не е некој успех на терапија. Ако земеме еден пациент да ги има изгубено сите заби... Значи беззабост има? Беззабост целосно, 32 заба фалат. Нема ни еден? Ние теоретски можеме да ставиме 32 импланти. Тоа никогаш не се случува, да кажам. Си имаме некој вид на доктрини, односно си се водиме по правила колку импланти вградуваме во една вилица. Ќе објаснам преку пример. Доколку фали еден или 2 заба, си одиме со еден или 2 импланта. Односно ги надоместуваме загубените заби. Но доколку имаме целосна беззабост, ние вградуваме најчесто 6, но може да се вградат и 4. Некоја максимална бројка е до 8 импланти
во една вилица. Тоа се, како што кажав, доктрини, многу популарни сега, можеби на македонски немаме ние некои превод на тоа, All on 4, All on 6, веројатно кој разгледувал, кој се информирал на оваа тема, му е веќе јасно, се вградуваат 4 импланти или 6 импланти и над тие импланти се прави соодветна, секако со балансирана протезка надокнада. Нешто како мостови, претпоставувам? Да, мостови и воедно исто овие што ги викаме вилици или протези. Значи тие разликата е во материјалот и во самата јачина. А може ли некој пациент кој што се поставени мостови, па изгубил еден зап кој што бил носач на мостов, на тоа место да се стави имплант и по тој имплантот да биде носач на мостов? Вака, во таа ситуација ви дадовте пример со мостови. Бидејќи тоа е честа ситуација во нашата популација. Прашањето е дали всушност може да се направи мост или протезка надокнада на еден зап и на еден имплант. Теоретски е возможно, во пракса не го препорачуваме. А не го препорачувате? Не го препорачуваме, се изработува, може да донесе успех. Имаме видено успешни случаи, но генерално има подобри решенија. Секако, да. Сега, дали кај секој пациент може да се вгради имплант? Дали секој пациент е кандидат за една ваква постапка? Кај секој пациент со добра општа здравствена состојба може да се вгради имплант. Што тоа значи добра општа здравствена состојба? Добра општа здравствена состојба значи Да, отсуство на сите болести, бидејќи има многу хронични состојби. Вака, кога се работи за имплантологија, ние нашите контраиндикации или пациенти кои што не можат да вградат импланти ги вбројуваме во две групи. Пациенти кои што имаат апсолутна контраиндикација и релативна контраиндикација. Овие пациенти кои што ги спомнавте, нормално, тешко е, посебно во поодмината возраст, нели, да се најде пациент кој што е совршено здрав, без ниедна хронична болест. Така да, хроничните болести кои што се добро регулирани, односно кардиоваскуларните болести, шеќерна болест, се тоа кое што има добра регулираност, кај овие пациенти секако спаѓаат во релативна контраиндикација, но кај нив може да се вгради имплант. И имаме пациенти кои што имаат некои по-акутни можеби и болести кои што го напаѓаат имуниот систем. Автоимуни болести? И автоимуни, но можеме да зборуваме за карциномот, секако тие се апсолутни контраиндицирани пациенти за вградување на импланти. А што е со возрастната категорија? На која возраст најрано може да се стават импланти, кога најдоцна? Има ли горна возрастна Добро, да, малку е дискутабилно и некои од моите колеги можеби тука секогаш имаме некои и меѓу нас дискусии, да речам. Теоретски после 18-та година секако дека може да се вгради имплант. Кога завршува виличната коска да расте, тоа е периодот? Не завршува на 18 годишна возраст, затоа многу специфично, индивидуализирано ги гледаме ситуациите кога треба да се вгради имплант, посебно од границата помеѓу 18 и 25 години. Значи тоа е некое, пак ќе речам, дискутабилно. Мора да се види нели придобивки и за и против, така. Да се види. А до која возраст расте вилицата? До околу 25-та се смета дека има некакви промени, кај некој малку порано, кај некој малку покасно. Значи по 25-та тогаш? Да, но има случаи кога се вградува и на пример 22 година, не би било никаков проблем да се вгради имплант. А кај возрастните лица, кај постарите? Кај возрастните нема граница. Нема? Навистина, нема граница. Тоа зависи, како што кажав претходно, од општата здравствена состојба. Така, има возрастни лица кои што се во одлична форма, многу подобро отколку Точно така, сме имале пациенти, веќе кажам некој пример, пациенти над 80 годишна возраст, кои што им била желба да се видат со убави зап. Со убава насмевка. Да. И не само насмевката во прашање, туку и функцијата на џвакањето и општото здравје поврзано всушност со забите. Но што е со повозрастните пациенти кои што ќе наидете на проблеми со виличата коска, таа може да биде порозна, може да биде тенка, дали е тоа проблем за да се вгради имплант? Да, дефинитивно, значи нормално. Ако зборуваме за возрастна граница, не секогаш возраста е таа што го одредува квалитетот, а и квантитетот на коската. Значи овде имаме мултифакторијални причини за
сето тоа за коската во каква состојба ќе ја најдеме. Односно, еве вие ми поставивте прашање, да, во целина коската после губењето на зъбите почнува една фаза која е атрофија на коска. Односно, таа се намалува. Кај секој пациент, односно кај секој човек има различен тек на тоа намалување. Дали наидуваме на потешкоти? Да, ама сепак ќе кажам, нема да генерализирам дека кај повозрастните ни е потешко или ни е полесно кај помладите. Значи повеќе фактори. Повеќе фактори се секако, да. Ние гледаме, значи тоа што нас ни е битно, да имаме убава должина и убава ширина на коскениот гребен, на виличниот гребен, таму каде што треба да се вгради имплантот. Сето друго возраста не е баш. Така, доколку коскениот, односно виличниот гребен не ги исполнува критериумите за вградување на имплант, постои ли некакво решение? Да. Тоа е аугментација на коска. Трансплантација, така? Па да, има автотрансплантација, да. Ретко го користиме тој збор, повеќе го користиме на доградување на коската. Заради тоа што комбинираме различни материјали, постојат еве како најубав трансплантат, еве да речеме да се прими, е автотрансплантатот, односно значи, коска од сопственото тело. Има неколку регии од кои што може да се земе таква коска. Проблемот во оваа цела работа е дека пациентите многу ретко наидуваме на пациенти кои што се согласни да поминат на еден таков процес, пошто тој процес е процес кој што е малку подолг, да речеме, постоперативниот период е долг, а пациентите нормално сакаат што побрзо да се видат со зъби. Но претпоставам дека помладите се решени понекогаш и на таков чекор. Да, ама кај помладите, да речеме дека тој процес на атрофија сепак не е толку голем. А може да се земе коска од донор или пак од некој друг материјал? Да, може да се земе. Се земаат ксенографти од животни, односно ги имаме во блокчиња, во најразлични форми, но како волумен на коска да се добие, сепак ни треба малку постабилна коска. Ако имаме реконструкција на коска. Кога се работи за помали дефекти кои треба да ги покриеме, дали од естетски или да стабилизираме имплант, тогаш можеме користиме и алопласти, тоа се хемиски обработени материјали кои што ја заменуваат коската, ксенографти. Значи има решение. Има решение во секој случај, да. А што е со пациентите кои што имаат остеопороза? Пациентите кои што имаат остеопороза се во апсолутно контраиндикација за вградување импланти. Значи кај нив таа можност не постои да се вгради имплант, а тие пак што имаат парадонтоза, тоа е една честа, тоа е еден чест проблем. Да, тоа е право многу голема тема и нормално најголем дел од пациентите кои што имаат парадонтопатија, би се изразила повеќе стручно, да. Да не ми замерат некои колеги, се разбира. Парадонтопатијата прво како болест, морам да нагласам дека според некои светски истражувања 45% од светска популација над 30-та година имаат некаков тип на парадонтопатија. Парадонтопатијата има неколку фази, од кои првата фаза е само на непцето. Се изразувам вака, на гингивата. Таа фаза е реверзибилна, односно не во првата фаза, да. Оваа болест е реверзибилна. Доколку убаво се грижиме за оралното здравје, одиме редовно на чистење, тој гингивит можеме да го намалиме. Понатаму, парадонтопатијата ја завзема и коската и тука се доаѓаат тие проблеми кога доаѓаат пациенти со расклатени зъби. Па тие пациенти, пошто ме прашавте, тие пациенти всушност се најголем број наши пациенти на кои што вградуваме импланти. Сега, која е поврзаноста помеѓу имплантологија и парадонтопатија? Доколку зборуваме, ќе дадам преку пример, полесно ќе можам да објаснам. Доколку зборуваме пациент во својата 35-та година, има некој тип на гингивит, не мора тоа да е некој акутен или со големо крварење, има загуба на еден зъб, овде скоро и да нема никаков проблем да се вгради имплант. Но доколку имаме пациенти веќе може би во нивните 50 години, каде што клатењето, она расклатување на зъби почнува на цела вилица, во двете вилици. Тука се малку нашите проблеми, каде што треба да направиме план кој што ќе биде најдобар за пациентот. Односно, тука некојаш пристапуваме на парцијално решавање. Односно, како се расклатуваат зъбите, така се решава проблемот. Да.
Но дали прво мора да се реши крварењето од непцата пред да се Па, во тргне таа кон фаза, вградување на импланти? Вака, во фазата кога се расклатуваат забите, крварењето скоро и да не постои. Односно, веќе коската е повлечена. Да, може да постои гингивит, ама тој е заради може би полоша орална хигиена. Битно во таа фаза нема таков тип на крварење акутно или како кај некои пациенти кои ќе кажат при четкање на заби имам крварење. Тогаш тоа не е толку изразено, не но изразено. се отсуствува. Ама тогаш има други проблеми. Тогаш има ресорбција на коска која што ни представува проблем за самото вградување на имплантот. А важна ли е прокрвареноста, крвните садови во непцата за вградувањето на имплантот да биде успешно? Па да, вака, крварењето како крварење е првиот процес од кој што почнува некое зараснување во устната празнина. Али крварењето од непцата потекнува од воспалителен процес. Така да, тоа е сепак со бактериска флора која што веќе го има колонизирано тоа непце. Кога некому ќе биде понудено да стави имплант, се јавува една голема дилема дали да го прифати, да прифати ова интервенција, бидејќи може да прочитаат на интернет дека често организмот може да ги отфрли. Има ли вистина или пак е тоа само еден мит? Дали имплантите може да бидат често отфрлени од телото? Да, има вистина. Секако, отфрлање, зборот е малку, да, го користиме, насекаде се користи, но тоа всушност не се случува на тој начин. Имплантот вистина може да не биде прифатен од организмот, но само, веќе набројам, две најчести причини. Првата причина е доколку квалитетот на самата коска, ние имаме квалитет на коска од D1 до D4, квалитетот на коската е многу мал, односно тоа е како сунгерест. Разбирате? И самото вградување на имплантот не ја добива таа примарна стабилност. Отфрлањето на имплантот не се случува само од себе, тоа е штрафче кое што се вградува и при секоја нормална ситуација во нормални услови, тој ќе се остеоинтегрира. Но се случува проблем доколку околу имплантот се појави еден инфламаторен процес кој ние го викаме периимплантит. Тој периимплантит всушност доведува до отфрлање на имплантот. Телото, тоа го викаме дека телото го отфрла имплантот. Сега има повеќе фактори како и зошто може да се случи тој периимплантит и имплантот да не може да се остеоинтегрира. Да не срасне всушност со виличната коска. Но сепак морам да кажам по светски истражувања, успешноста на имплантите е од 90 до 95%, така да тоа е многу висок. Да. А има ли некои постапки што ги прават пациентите кои што можеби ќе доведат до неуспешно вградување на имплантот? Секако не спомнавме воопшто за оралната хигиена, број 1 за успешност. А што ако пациентот пуши? Пушењето спаѓа во групата на релативни контраиндикации. Кај пациенти пушачи се вградуваат импланти. Морам да напоменам дека бројот, доколку се направи споредба помеѓу пушачка и непушачка група, кај пушачите можноста за неуспех за имплант е околу 15%, додека кај непушачите е 1,5%. Ме разбирате, тоа е голема разлика помеѓу две групи. Кај оние пациенти кај кои што имаат зависност од никотин, нормално и не се спремни да се откажат, во договор се препорачува да се откаже барем најмалку 1 месец пред вградувањето и 4 до 5 недели, а ако може да се продолжи тој рок, тој процес на стагнација од никотин до 3 месеци. Значи никако не сме да се запали цигара веднаш по вградувањето на имплантот, тоа е веќе голем ризик. Се случува, ризикот постои, но не можеме секогаш да влијаеме на пациентите, односно тоа останува сепак и на нивната свест, дали ќе се грижат за сопственото здравје. Колку време по загубата на одреден заб, да речеме по екстракција на забот, може да се вгради имплант? Дали тоа може да се направи веднаш? Или пак треба да се почека неколку недели, неколку месеци? Во вашето прашање и одговорот може да се направи веднаш, тоа се вика и медијантно имплантирање, но за таков тип на имплантација мора да се напомена на пациентите, и пациентите да бидат свесни дека и медијантно се имплантира кога не постои никаква инфекција на коската.
Односно, забот е изваден поради некоја друга причина, а не поради гнојна содржина околу забот. Секако, модерната имплантологија покажува и нови студии, нови испитувања како ние да дојдеме до намалување на тој број на бактерии кои што се населени во самата рана, но сепак за сигурна имплантација треба да се почека. Ама колку да се чека? Ако се чека многу долго, може Да. ли коската да атрофира на тоа место? Идеално е 3 месеци после екстракција на зап да се вгради имплант. Ќе ги вклучиме гледачите, доколку сакаат да постават прашање во денешната Телма амбуланта, зборуваме почитувани за имплантите, добре дојдени се вашите прашања и вашите размислувања на оваа тема. Значи, кажавте 3 месеца најдобро да се почека и да се имплантира и да се вгради имплантот. И сега дали е сеедно? Дали имплантот ќе се вгради на горната или на долната вилица? Има ли тука некаква разлика во успешноста при вградувањето? Не, во успешноста не би рекла. Да, има некои мали... Но и во комплексноста? Не, има некои мали, ама тоа се како да кажам, сепак некои интерни дискусии помеѓу нашата фела, например, каде и што е полесно или потешко. Генерално, да, квалитетот на горна и долна вилица се разликува, тоа е по неговата природа, но во никој случај не влие на успешноста на имплантите. Колку време по вградувањето на имплантот на него може да се нанесе круничката? Да. Дали може веднаш? Да, Дали треба да се причека? Да, истото како што разговаравме за кога може да се вгради, во последно време се истражувањата покажуваат дека тоа е имедијантно оптеретување, односно оптеретување веднаш по вградување на имплантот, може да се направи, но тоа го гледам интраоперативно. Интраоперативно самиот оператор, самиот хирург кој што го прави тоа, е свесен, односно има мерна единица со колкава јачина е имплантот заштрафен во коската, вака најпластично да објаснам. Доколку имаме една бројчена вредност, доколку видиме дека имплантот е доволно и јако заштрафен, ние веднаш можеме да пристапиме кон негово оптоварување. Односно, забите може да се стават веднаш по имплантирањето. Но постои ли сепак зголемен ризик доколку се стават веднаш, поспоредба со тоа ако се причека извесно време? За неуспешност? Не, мислам дека посебно ви кажам, последните истражувања покажуваат дека поголем ризик постои доколку имплантот ја нема доволната јачина на заштрафување. Така да тогаш не треба да се оди со имедијантно. Тогаш треба да се остави интегрира. Значи тогаш треба да се причека да зарасне се чека доволно исто цврсто? 3 месеци се чека. По некое златно правило 3 месеци е во имплантологијата скоро се. А има ли вистина во тоа дека поскапите импланти се поквалитетни, подобри од поевтините? Генерално, значи ќе кажам генерално, сите се изработени по стандардни вредности и не можат да излезат на пазарот ако не се квалитетни или одобрени. Во однос, тоа се некои финеси кои што не би ги дискутирала заради тоа што се многу специфични, постојат многу системи на импланти. Од самите системи на импланти постојат некоја поевтина верзија и некоја поскапа верзија. Тоа дефинитивно не го детерминира квалитетот, односно ако се стават од поевтините дека поголем е ризикот за нешто. Ајде сега да поразговараме како изгледа самата процедура. Дали е болна? Сигурно тоа е едно од клучните прашања што го добивате. Секако да. Значи, број 1 прашање на пациентите е дали боли, колку боли и сето тоа. Секој пациент пред да дојде да имплантира зап, веќе еднаш присуствувал на некаква стоматолошка интервенција, односно на екстракција на тој зап кој што треба да го имплантира. Имплантација, многу често им објаснуваме на пациентите, е значително и поедноставно од самото вадење на забот или од самата екстракција. Секако дека се работи за безболна интервенција, односно користиме анестезија да анестезираме подрачјето на кое што ќе работиме. Се работи на стерилно оперативно работно поле. Се обезболува, постојат посебни машини, посебни системи со кои што се вградува. Секогаш пациентите прашуваат колку ќе трае оваа интервенција. Интервенцијата зависи од колку импланти ќе вградиме и дали во самата интервенција ќе
имаме некои други дополнителни интервенции, пошто некогаш во иста интервенција екстрахираме заби и вградуваме импланти, можеби моделираме, реобликуваме коска и секако дека тие интервенции ќе бидат малку подолги. Доколку зборуваме за вградување на еден имплант, тоа е една безболна процедура која што трае околу 20 до 30 минути. Каква анестезија се користи секогаш локална? Може и општа анестезија со оглед на тоа Секако, дека да. ова орална хирургија, Да, некои пациенти да. имаат и страв од сето ова? Секако дентофобија е често застапена кај пациентите. Локална анестезија секако се користи. Еве, можам да кажам дека ми е доста голема чест што во нашата институција се практикува и почнува да се практикува општа анестезија. За пациентите подобро да бидат информирани, општата анестезија сепак опфаќа еден тип на седација, таа интравенозна потенцирана анестезија, во која што пациентите самостојно дишат, но сепак спијат, односно се седирани. На крајот од интервенцијата, тие немаат некаква меморија на тоа што се случува и секако дека се многу задоволни, односно кај нив тоа се работи кај дентофобични пациенти и целата процедура поминува без никаков стрес. Вториот тип општа или таа генерална анестезија што ја знаеме тотална анестезија е кога пациентот е ставен на тубус, односно нема автономно дишење, дишењето е преку тубус, преку машина. Тоа не би го препорачале за вградување на импланти. Има повеќе причини зошто тоа е анестезија, сепак доколку најдеме заедничко користење на таа анестезија во оралната хирургија, сепак се користи во одредени ситуации, а тоа се, еве ќе кажам, една осетлива категорија, а тоа се децата со посебни потреби. Значи за секоја друга, За секој, значи тоа е само за исклучоци. Инаку таа што е споминавте седацијата, при која што пациентот диша. Да, таа е послаба анестезија, така. Да, еве да речеме дека таа е сосема доволна за да се работи и на пациентот да се допринесе за максимален комфор. Во моментов можевме да видиме односно видеоинсерти од стоматолошкиот центар, новоотворен во клиничката болница Жан Митрев. Има таму поголем тим кој што работи на во разни области, така? Да. Општа стоматологија. Општа стоматологија, орална хирургија, протетика, ортодонција. Имаме нормално подкрепа од сите специјалности и тоа можам да кажам, стоматологијата сепак е мултидисциплинарна наука, ни треба помош од многу други специјалности. Ви посакувам успеси во работата и во работата на овој центар за стоматологија во клиничката болница Жан Митрев. Ние продолжуваме понатаму, значи споминавте како изгледа процедурата на вградувањето на имплантот, дека под анестезија, значи тоа е безболно. Сега по завршувањето на процедурата, повторно постои страв дали местото ќе боли. Колку време е потребно за да зарасне, за да се опорави местото околу тоа штравче што е ставено? Вака, значи, постоперативниот период или некои нелагодности кои што пациентот ги осеќа се 1 до 3 дена. Тоа е некоја норма и ова сепак морам да кажам, како што кажав претходно, се зависи од колку голема или била интервенцијата, така. Да. Дали имаме вградено повеќе импланти, дали имаме вадено заби во меѓувреме. Доколку се работи за еден имплант, еве можам да ви кажам, по најголем број од искуствата на пациентите воопшто го забораваат местото дека воопшто бил вграден имплантот. Посебно би сакала еве да напоменам, постои една нова метода која што на местото на вградување на имплантот не користи рез. Односно, се вади само на ткиво каде што имплантот ќе биде поставен. Во тие случаи воопшто не ни користиме сутура, односно воопшто не ни шиеме. Всушност, во тие случаи пациентите воопшто не ни осеќаат нешто дека има. А доколку има конци, тогаш треба да се извадат по 7 дена, може да има мала нелагодност, мал оток и секако тие пациенти се што е потребно е да мируваат, им даваме диетско-хигиенски режим, што треба да прават. Ќе продискутираме за него, да му дадеме предност на гледачот, ќе продискутираме уште малку и за отоците. Добар ден!
Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Го очекуваме неговото прашање. Повелете. Сакам да прашам, све убаво објаснивте, само што уште да ми кажете колку би коштал еден имплант. Колку би коштал еден имплант? Така, Например, јас треба да ставам 3 на горната ливица, вилица и 4 на долната. Така, па ви интересира тоа како би изгледало, Колку дали би финансиската коштало, конструкција све комплет. би ви одговарала. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете дали ги имате точните податоци? Вака, нема да зборувам за точна некоја бројка, ќе кажам колку колку е цената на имплант општо во Македонија и во нашиот регион. Како што спомнавте, има импланти кои што се со пониска цена. Цената на имплантите од 500 до 1000 евра. Значи од 30 до 60.000 еден имплант. Така, значи ќе треба гледачот меѓу другото и да се јави во клиничката болница Жан Митрев за да ги добие сите податоци. Сите податоци може да ги добие накнадно, сепак можам само да го кажам ранкот, колку оди цената на имплант. Дојдовме до оној момент со отоците. Има ли пациенти кои што би можеле повеќе да отечат? Има ли некои кои што едноставно се предиспонирани повеќе кон отоци? Има ли модрици, можеби модринки на лицето по зафатот? Еве вака, отокот е нормален. Ние даваме терапија, антиинфламаторна терапија, која што помага да не се создадат тие отоци. Но кај пациентите, еве ќе се изразам да ме сватат сите, кога ќе кажат тоа е лут на рани. Нели така постои една изречица кај нас. Вистина, во пракса се покажува дека кај некои пациенти раната заздравува многу побрзо. Тоа е од многу фактори. Тоа зависи од општата негова здравствена состојба, генетика можеби, и кај некои пациенти поминуваат доста безболно. Во однос на модрици, хематоми што ме прашавте, тие се јавуваат, тука може да се јават и обавезно кога имаме пациент во некоја како да кажам, одмината возраст, односно повозрастни пациенти, им кажуваме дека поради таа нормално самите крвни садови кај тие пациенти имаат различна динамика од кај млад пациент, знаат да се создадат хематоми, но тие хематоми може и страшно да изгледаат, морам да им кажам на пациентите дека воопшто не се страшни. Тоа е само една реакција и тоа мине. Така. А во однос на исхраната, колку време по вградувањето на имплантот, пациентот може да се врати на нормална исхрана? Или секогаш ќе има некакви ограничувања, ќе смели со имплантот, еве да се јадат, да се јаде подсврста храна, јаткаси, плодови и слично? Секако. Да се гризне јаболко? Ако можам да ве прашам, дали се работи за постоперативниот период што може да јаде или од кога ќе се намести финалната конструкција? Откако ќе се намести, значи после операцијата, откако се ќе се среди, каква ќе биде исхраната? Кога, значи колку време по операцијата веќе ќе може пациентот нормално да јаде, дали во иднина има некакви ограничувања кај оние кои што имаат градено импланти? Доколку го оптовариме имплантот и медијантно, тоа што ви кажа веднаш после вградувањето, нормално пациентот има инструкции да не ја користи таа страна толку многу. Се работи не секогаш, значи морам да нагласам кога и медијантно оптоваруваме имплант. Треба да имаме индикации за тоа. Прво да е јак имплантот во коска, а втората работа е многу често кај пациентите имаат проблем, односно недостаток на некој фронтален зап. Да разбирате, тоа е естетски момент кој што е многу битен за пациентот и нормално го советуваме пациентот да не гризе со предните заби. Значи, кога е и медијантно вграден. Кога е вграден подоцна, исхраната е нормална, со тоа што ние советуваме исто така да не се користат забите за некои нефизиолошки работи, односно, нели, имаат пациентите лоши навики. Ке скинат конец со заби. Да си кинат, да си грицкаат некоја пластика. Значи, ние ги советуваме да не го прават тоа и со нивните заби, исто така и со забите кои што се над имплантот. Доколку се случи да биде неуспешно вградувањето на имплантот, може да се извади? Секако, да. На негово место може повторно да се вгради имплант? Треба да се види прво причината зошто
зошто е отфрлен тој имплант. Така. Ако се работи за некоја бактериска инфекција, најпрво треба да се извади, да се исчисти тоа место, да пробаме на некаков начин тој дефект кој што веќе е направен од имплантот, сепак е оставен дефект, да го пополниме. Потоа имаме исследување радиолошко, кое што ни покажува дали на тоа место имаме доволно коска да вградиме. Во пракса, често бираме на некое друго место да го вградиме. Но не Значи дека не не на може... истото место, но постои можност и на Постои истото можност, место. да, но ви кажав, треба претходна подготовка. Така, една од компликациите се значи инфекциите, што може да се Секако, јават. да. Тоа е прва и главна причина зашто се отфрла имплантот. Има некои други? Има други, но секогаш и кога има некои други причини, инфекцијата е таа која што се накалемува. А што е со синусот, кога е горната вилица? Синусот е, да, посебна приказна за целата оваа проблематика. Вградувањето во горната вилица е значително водено од тоа каде минува тој максиларен синус. Тој максиларен синус Кој е тој анатомски... синус? Тој предниот. Тука предниот синус, тука што се во виличната коска, да. Во вилична. Тој синус кај сите пациенти, односно кај сите луѓе, има различна анатомска морфологија, односно како и се друго на нашето тело, така и тој може да биде поставен погоре, подоле и воедно како коската се ресорбира, да остане многу малку простор за вградување на имплант. Доколку не постои коска, односно не постои доволно растојание помеѓу местото каде што треба да се вгради имплантот и синусот, постои една метода, таа е синус лифт метода, со која што се подкрива малку синусот и има место да се вгради имплант. Значи има решение и за решение, комплексните да. состојби. Да. А каква снимка е потребно да имаат пациентите? Да, воопшто не спомнавме Да, не за спомнавме, тоа е многу важен Тоа е момент. тоа е Кога многу ќе дојдат битно. на стоматолог и кога ќе сакаат да направат да вградат имплант, каква снимка е потребна за вие да процените дали е тоа возможно? Вака, исто така ќе кажам повторно со минатото, каде што радиолошки ова не било баш добро подковано и затоа и постои тој страф од имплантологија. Нас ни треба 3D снимка. 3D снимка на коската и на сите анатомски делови да можеме да ги видиме во двете вилици. Сега, како напредува целата технологија, во стоматологија е направен еден посебен 3D CBCT, тоа е посебна компјутерска томографија, која што се користи за вилични коски и можеме да ја видиме коската во 3D слика, нормално, и да видиме каде и точно ќе се вгради имплантот. Исто така се користи и компјутерската томографија и се што можам да кажам на пациентите во врска со успешно вградување на имплант е всушност предоперативната подготовка. Предоперативната подготовка нас ни зависи ето таа снимка и во последно време скоро сите компликации се на минимум баш заради таа припрема. А ако пациентите користат антикоагулантна терапија, проблем е? Секако дека е проблем, да. Ќе треба да ја прекинат? Еве кардиоваскуларни пациенти кои што сакаат да речеме да вградат имплант, ќе треба некоја посебна подготовка кај нив, претпоставувам. Хроничните пациентите кои што имаат некој тип на хронична болест од кардиоваскуларниот систем, тие се плејада на болести, мислам треба да зборуваме поединечно за сите, но тие пациенти кои што се на антикоагулантна терапија треба првично да се советуваат со кардиолог. Дали може да се прекине терапијата? Секако комбинација може со трансфузиологот, која препишува терапијата. За нас е битно дали имаме продолжено крварење. Така да овие пациенти спаѓаат не се во апсолутни, туку во релативни. Како што споменавте на самиот почеток, имаме двајца гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат во програма и да постават прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање имам за докторката. Ќарка ми има 35 години. Ставаше две заби, горна вилица, цирконски, ама моментално има многу болка, пошто има синуси. Дали тие заби треба да се отстранат или да достанат? Да немате само под прашање, докторке? Да, за каков тип на заби се работи? Дали се импланти или... Дали се импланти? Цирконски, само така знам дека се вика. Значи, обична вилица сакате да кажете? Само две заби има на горната вилица, две заби. А само два заби има на горната вилица и она сега има
Добро, значи најобична вилица е ставена, која што е мобилна, претпоставувам, се вади, така? Не се вади. Не се вади. Во ретеве разбрав, докторката. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Вака претпоставувам, пошто кажа возрастна ќерка, мислам за 35 години како што слушнав. Болката на зъбите, тоа е веќе друга проблематика. Претпоставувам дека има ставено некој цирконија или метал керамика на зъби. Болката многу ретко при стругање на зъби може да потекнува од синус, така да јас овие две работи не би ги споила. Треба да се јави на стоматологот кој што ги правел и да се види нервот на зъбот. Тоа е најчесто тие се викаат пулпитични болки, односно кога ќе се воспали нервот на зъбот. Има решение? Има решение секако. Добро, значи да се јави секако задолжително кај стоматологот кај кој што била или пак на некој друго место за уште една консултација. За второ мислење, добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Вака, што доколку се појави перимплантит на вграден имплант? Мислам колку е тоа опасно, тоа ме интересира. Така, што се презема во таков случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова исто така едно добро прашање. Што во таков случај? Да, многу е прво перимплантитот колку е опасен, не е опасен. Значи тоа е тоа воспаление околу имплантот. Да, тоа е сепак ограничено воспаление, многу често веднаш го забележуваме, знаеме што се случува. Имплантот сега постојат и различни, мислам, може да се јави во различно време и дали има терапија, најпрво мора да се види каква е клиничката слика на тој периимплантит. Понекогаш постојат некој тип на хронични или бавни и имплантите се уште можат да стојат. Но доколку постои некој тип на акутна, ние прво ја смируваме клиничката слика, се даваат нормално антибиотска терапија, постојат методи што, како што кажа, во модерната стоматологија се повеќе и повеќе се истражува на таа тема, може имплантот да се проба, тоа се вика да се искиретира или ласерски да се изчисти. Па да му се даде шанса, сепак тој одново да се остеоинтегрира. Тоа значи дека ние на некој начин, полесно да објаснам, го отвараме имплантот, целото тоа воспалено ткиво, кое што е околу имплантот го чистиме, надополнуваме коска и одново шиеме, така да му даваме нова шанса на имплантот. Сега, на кој ние што ќе одлучиме да правиме е многу битно и мобилноста на имплантот. Ме разбирате, доколку имплантот е многу мобилен, веднаш одлучуваме да го извадиме. Доколку не е доволно срасна, така? Доколку не е доволно прицврст. И битно е кога се јавила таа. Некогаш се јавува после 10 години од вградување на имплантот. Тогаш си го вадиме како и нормален зап кога ќе почне да се луксира. Од што зависи дали ќе се јави оваа инфекција или не? Познато е? Од повеќе причини. Може да речеме од коронката, ако... Точно така, коронката и таа е една посебно, нормално, тука се гледа и вештината на тимот на стоматолози кои што го прават. Ние имаме тим воедно и техника, зъботехничка лабораторија која што ни ги изработува зъбите. Многу е битен тој простор, како што може овде да се представи, моментот каде што самата коронка влегува во имплантот. Таму не треба да има подбинирани места, но секако морам да нагласам. Оралната хигиена кај пациентот, кај овие пациенти кои што имаат вградени импланти, мораат многу често да се јавуваат на стоматолог. Значи 3 пати годишно би препорачала и е препорака да доаѓаат на чистење, контроли. Но и во домашни услови сигурно има одредени препораки. Затоа ви кажав дека даваме одржувањето. Да. Даваме посебни препораки што да користи, како да користи. Сега има и помодерни апаратчиња кои што се за домашна употреба, кои што користат вода и притисок и можат да исчистат и во најситните места. И моето последно прашање за денес, оние кои што ќе имаат вградено импланти, може да влезат во магнетна резонанца да снимаат главата? Да, секако меѓу главните прашања на пациентите. Да, секако имплантите се изработуваат од титаниумски материјал, постојат материјали изградени од циркониум. Тие спаѓаат во неферомагнетни метали, така да без проблем можат да прават магнетна резонанца и секако со самото вградување на имплант од произведувачот се добиваат еден тип на сертификат дека имаат да приложат пред да прават таква некоја снимка. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма Амбуланта. На многу убав пластичен начин ги појаснивте бројните дилеми поврзани, бројните прашања за имплантите.
Верувам дека гледачите кои што се заинтересирани за сето ова Секако. веќе имате една слика што Секако. ова представува како процедура. Ви благодарам и вас, се надевам дека доволно детално објаснив и може ќе се видиме и некој следен пат Секако. за некоја друга тема. Почитувани доктор Александра Матева, урелен хирург во клиничката болница Жан Митрев, беше гостинка денеска во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Ви посакувам убав ден и добро здравје.